Иднината на македонскиот текстил е во преструктурирањето и создавањето на сопствени македонски брендови, за да не се зависи од останатите странски компании од овој сектор. Ова е оценката на бизнисмените кои што велат дека Македонија со добра стратегија може да создаде дури и базна индустрија за нашите конфекционери. Не е ништо касно. Во Македонија имаме прекрасни модни креатори, лица кои што ја познаваат модата, кои што можат да креираат сопствен македонски производ и да она што е уште подобро, доколку би успеале да имаме и базна индустрија за потребите на нашите конфекционери, сигурно дека предноста би била многу поголема. Меѓутоа, треба национална стратегија. Не може една компанија самата да отпочне со процес на базна индустрија без поддршка на владините институции, поготово да се осврниме спрема природните материјали. Нешто што во иднина ќе недостасува многу и оние кои што ќе бидат први, кои што ќе инвестираат во базна индустрија од природни материјали, ќе имаат предност во споредба со другите. Исто така полека требало како држава да го отвораме пазарот и за другите земји, а не само оние од Европа. Треба да има различен пристап спрема пазарите, не само Европа да биде клучен пазар како континент за нашите компании, меѓутоа треба да има диверзитет, различност, поготово и спрема азиските земји да се отвориме. Ситуацијата требало да се подобри на полето на зголемување на бројот на извозно ориентирани компании, кој што во моментов бил премногу мал. Фактот што само 4% од компаниите сме извозно ориентирани и тоа не прави малце ранливи, да бидам искрена. Бројот од 4% долго време е тука, значи немаме некои си зголемување на извозно ориентираните компании. Ги охрабрувам да работат што повеќе спрема извозно ориентираност, пошто и Европа, независно што во моментов имаме таква ситуација, ќе и треба добавувач од овие простори. Сепак Македонија е дел од Европа и ќе биде Европа и е многу поедноставно да искористиме предноста на доставата која што имаме во овој момент. Како позитивен импакт за нашата економија во 2025 се гледа и на унгарскиот кредит, кој се очекува да има големи позитивни импликации врз целото стопанство.